Границите на македонскиот јазик. Ова предавање се состои во опишување на границите до кои се зборува, се слуша македонскиот јазик. Целта на ова предавање е да ги запознаете кои се границите, топонимите кои што фигурираат на тие граници и како најважно да се свати дека не секогаш јазичната граница се совпаѓа со државната граница, бидејќи државните граници се договорни граници, а јазичната граница е во известна мерка и некаква природна граница меѓу јазиците на народите. Исто така важно е да се нагласи дека ова предавање е базирано на материјалот од учебникот Македонски јазик и литература за 4-та година за реформирано гимназиско образование од авторите Маријан Марковиќ, Глигор Стојковски и Венко Андоновски во издание на Култура Скопје. На сите ви е добро познато дека постои ареална класификација на јазиците. Тоа е всушност онаа поделба на јазиците според територијата на која што се зборуваат или територијална поделба. Според таа класификација, македонскиот јазик е класифициран во Балканскиот јазичен сојуз, затоа што македонскиот јазик го зафаќа централниот дел на Балканскиот полуостров. Тука се наоѓа територијата на која што се зборува овој јазик. Таа го зафаќа сливот на реките Вардар и Струма и долниот тек на реката Места. Одиме сега со опишување на границите. Тоа се 4 граници: западна, јужна, источна и северна граница. Западна граница. На запад македонскиот јазик граничи со албанската јазична територија. Јазичната граница на овој дел во голема мера се совпаѓа со државната граница меѓу Македонија и Албанија. Неа ја сочинува планинскиот венец, кораб, дешат, јабланица, кој што представува еден вид природна граница меѓу двата јазици. Од каде што се спушта на југозападниот дел на Охридското езеро. На овој дел на албанска страна остануваат 30 на македонски населби по долината на реката Дрим, западно од градот Депар и во областа Голобрдо, и остануваат уште 3 села на брегот на Охридското езеро. Од јужниот брег на Охридското езеро границата свртува на југоисток, па преку планината Галичица се спушта на југозападниот дел на Преспанското езеро, од каде што продолжува на југ и преку планината Могра избива на планината Грамос, југозападно од градот Костур. На овој дел од границата на албанска страна остануваат 10 села на западниот брег од Преспанското езеро и 3 села источно и југоисточно од градот Корча. Тоа е западната граница. Јужна граница. На југ нашиот јазик граничи со грчкиот јазик на целиот простор, почнувајќи од планината Грамос па до реката Места во Тракија. Јазичната граница на овој дел навлегува значително подлабоко на југ од денешната државна граница меѓу Македонија и Грција. Македонски говор, македонско зборување, македонска реч воопшто може да се чуе се до линијата Грамос-Бер-Солун. Од Солун таа продолжува на исток па преку областа Богданско, каде што се наоѓаат во словенската лингвистика добро познатите по својот архаичен дијалект села Сухо и Висока, излегува на реката Места, нешто малку североисточно од градот Драма. Источна граница. На исток македонскиот јазик граничи со бугарскиот јазик. На овој дел имаме природна граница, а таа ја сочинуваат планинскиот венец Деспат Рила. Од Рила границата свртува на северозапад, нешто малку посеверно од Благоевград, словенскиот топоним е Горна Џумаја, и излегува на државната граница меѓу Македонија и Бугарија. Северна граница. На север, спрема српската јазична територија, јазичната граница се совпаѓа со денешната граница меѓу Македонија и Србија.
И на овој дел имаме природна граница која што ја сочинуваат планините Козјак, Руен, Скопска Црна Гора, Шар планина и Кораб. Ова се описите на денешните граници на македонската јазична територија. Треба да се нагласи дека во минатото македонско-словенско население имало далеку по на запад и по на југ од овие денешни граници. Многу историски извори говорат дека словенско население живеело во јужна и средна Албанија, а на југ во Епир, Тесалија и на сето Егејско крајбрежје. Голем дел од топонимијата во тие области е словенска, особено микротопонимијата. Низ вековите јужната и западната граница се повеќе се поместувале кон север, односно кон исток на албанска страна, како што било потискувано македонското словенско население. И тој процес на поместување на македонската етничка граница и јазичната трае до најново време, а се врши и ден денес. Не е на одмет да бидете запознаени и со неколку други научни факти од областа на диалектологијата и границите на македонскиот јазик. Например, на македонско-албанското јазично подрачје, на еден не многу широк простор на правецот Скопје, Тетово, Дебар, Струга, Поградец, Корча, живее мешано население, покрај македонското и албанско со мајчин албански јазик. Во поголема мера, тоа население е билингвално. Исто така и на македонско-грчкото јазично пограничје и широк простор во Егејска Македонија живее мешано македонско и грчко население. Македонското население превладува по бројот во Костурско-Леринското и Воденско-Пазарското подрачје. Во пописните документи од 1951 година на територијата на Грција живееле околу 250.000 словени, македонци. На југозападниот дел на пограничието со албанскиот и грчкиот јазик покрај македонското население живеат грци, власи и албанци, на тромегето, значи. Во многу пунктови на правецот Грамос, Рупишта, Негош, Меглен, населението е трилингвално. Македонците покрај својот мајчин јазик говорат и грчки, кој е за нив и службен јазик, и влашки. Северната јазична граница е релативно стабилна. Разместувањето на населението низ вековите на тој дел од Македонија се вршело сукцесивно и не оставило повидни траги на јазикот. Дијалектот на неколку села во областа Козјак, кои се декларирале за срби, не се разликува ниту по една црта од говорот на македонското население. Македонското население во областа Пиринска Македонија, каде што според пописот од 1956 година имало околу 180.000 македонци, се наоѓа во составот на Република Бугарија, како што знаете, и освен со својот македонски дијалект се служи и со бугарскиот стандарден јазик како службен јазик. Ова беа најосновните податоци и информации кои што треба да се знаат во опишувањето на границите на македонскиот јазик. Уште еднаш ке нагласам дека целиот материјал во ова предавање е според учебникот на споменатите автори за реформирано гимназиско образование. Во видеоматеријалот се наоѓа и една карта на македонските дијалекти, каде што се иштрафирани границите на македонскиот јазик, а исто така во прилог на таа карта се наоѓа и легенда за толкување означена со броеви, преку кои може да се толкуваат границите.